Со 2 години условна казна помина гинекологот на родилката Илдис Веапоска, доктор Мухамет Асани, кој 5 години вршел гинеколошки прегледи во нерегистрирана ординација. Струшкиот основен суд го осуди екс-директорот на Струшката болница за кривично дело давање здравствени услуги без дозвола за работа, затоа што во приземјето од неговата семејна куќа опремил ординација во која прегледувал пациентки од 2015 до 2020 година, иако истата не била регистрирана и означена. Во овој период, како што стои во пресудата, Асани ги водел контролите на бременост на 3 жени од Дебар, меѓу кои и родилката Веапоска, која остана без бубрек, матка и јајник. Обично прегледите ги закажувал во попладневните часови и вршел прегледи со ехо апарат и со ЦТГ апарат, како и други прегледи кои проценил дека се неопходни, а за услугите наплаќал 1000 денари за ехо преглед и 1200 денари за ЦТГ преглед. Пациентките му плаќале на рака, а тој не им издавал никаков доказ за примените парични средства. При извршениот надзор од Државниот санитарен и здравствен инспекторат на 18 јануари 2021 било констатирано дека гинеколошката ординација била опремена со работно биро, кревет за пациенти, гинеколошки стол, подвижна маса со помошен материјал, а во фиоките имало празни рецепти, факсимил од овинетиот како доктор и друг материјал. Од 25 јануари 2021 Асани добил забрана да врши здравствени дејности во нерегистрираната ординација, за што судот му изрече условна казна. Му се утврдува казна затвор во траење од 2 години и истовремено се определува дека таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 4 години не стори ново кривично дело, пишува во пресудата. Во образложението на пресудата на 10 страни се содржани сведочењата на Веапоска и други 2 жени, кои во судницата сведочиле дека во домашната нерегистрирана ординација Асани им наплаќал по 4 или 5000 денари од преглед за земање брисеви по контрола. По жалба на Асани на 9 декември 2021 пак бил извршен инспекцијски надзор. Овој пат во просториите на дивата ординација имало нешто слично на остава, каде се чуваат пелети, велосипеди и слично, и не била затекната никаква гинеколошка опрема. Асани се бранел дека изјавите на сведоците после долг низ години имале личен мотив против него. Но судот ова одбрана не ја прифатил, затоа што се работи за одделен случај. Станува збор за судскиот спор кој во моментов се води пред Струшкиот основен суд за случајот со родилката Веапоска, која остана без бубрек, јајник и матка. Асани заедно со неговиот син и уште една лекарка обвинителството ги гони за кривично дело тешки дела против здравјето на луѓето.